Рокот за поднесување барања за паушално одданичување на земјоделците истекува денеска. Доколку приходот од земјоделска дејност во 2016 година не надминува 1.300.000 денари, земјоделците имаат можност данокот на доход да го плаќаат паушално. Без разлика дали земјоделието им представува основна дејност или дејноста ја вршат како дополнително занимање. Регистрацијата за паушално одданичување на земјоделците им овозможува персоналниот данок да го плаќаат еднаш во годината и да немаат дополнителни трошоци за водење на деловни книги. За да можат да се регистрираат за паушално одданичување, најдоцна до денеска треба да поднесат барања кои може да ги превземат директно од веб страницата на УЈАП или во подрачните канцеларии на управата. Се пријавуваат приходите остварени до 1.300.000 денари, кои ќе бидат паушално одданочени. А тоа практично значи дека се предвидени даночни олеснувања до 80% од остварените приходи, што представува нормирани трошоци на земјоделците и се плаќа данок само на 20% од остварените приходи. На обврзниците пак, кои земјоделците има основна дејност, потенцирана основна дејност, и имаат приход до 300.000 денари, истите се целосно ослободени од плаќање на персонален данок на доход. Меѓутоа, иако истите земјоделци се ослободени од плаќање на данокот на доход, сепак стои законската обврска дека треба да си го пријават својот приход до предвидениот законски рок, односно до 31.1.2017 година за приходот остварен во 2016 година. Исто така од управата за јавни приходи ги потсетуваат сите граѓани, најдоцна до 15 март 2017 година да поднесат годишна даночна пријава. Доколку изминатата 2016 година, освен плата, пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, сте остварили дополнителен приход од кири, авторски права, индустријска сопственост, исплатена дивиденда, игра на среќа и други дополнителни приходи, законска обврска ви е да поднесете годишна даночна пријава.